Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Минативе денови се случи голема трагедија во Република Македонија. Животот го загуби малата Ева. Како влада изразуваме длабоко сочувство до семејството. Денеска со нас во владата е директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев. Сметаме дека јавноста треба да ги знае техничките детали околу постапката за време на можното лекување кое што за жал не се случило во странство. Повелете, директор. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, Фондот за здравствено осигурување на Македонија преку оваа куса информација сака да ги образложи постапките и превземените чекори за опатување за лекување во странство кои се однесуваат на трагично починатата Ева. При тоа изразуваме најдлабоко сочувство до семејството за изгубениот млад живот. Процедурата за опатување за лекување во странство започнува со издавање на конзилијарно мислење од клиниката на која лицето се лекува и која не е во можност да го заврши лекувањето од било кои причини. Барањето за опатување на лекување во странство за Ева беше доставено до ФЗОМ на 25.6.2018 година. Сакам да го повторам датумот. 25. јуни 2018 година. Стручната служба во ФЗОМ побара понуди за прифаќање и лекување на пациентот, при што беа добиени 3 понуди со прецизни профактури за цената чинење на лекувањето, 2 од турски болници и 1 од болница во Италија. Овде сакам да нагласам дека ФЗУ уште при првичното барање на понуди побара понуда и од германската болница Гисен, но не доби никаков одговор. Имајќи предвид дека пациентот беше во животно загрозувачка состојба, според законот, ФЗОМ е обврзан да донесе одлука за лекување во странство во рок од 48 часа. Во рамките на тој законски рок, Стручната комисија на фондот, составена од еминентни лекари од универзитетските клиники во Скопје, се произнесе позитивно по добиените понуди за лекување, при што е избрана болница во Турција. Решението за лекување во странство е доставено до барателот на 28. јуни 2018 година за спроведување на хемотерапија и алогена трансплантација на коскина срцевина од несроден дарител. Значи, ние одлука за лекување во странство донесовме во рок од 48 часа, како што не обврзува законот. Иако сите свесни дека малата Ева е во животно загрозувачка состојба, барателот, незадоволен од одлуката на Стручната комисија при фондот, поднесе приговор до второстепената комисија со барање лекувањето да се спроведе во клиниката во Гисен, Германија, со која што воспоставил личен контакт. Стручните служби во ФЗОМ му излегува во пресрет на барателот, при што е направен директен контакт со лекарот од германската болница, кој бил посочен лично од барателот. Лекарот побара дополнителни информации за здравствената состојба на пациентот, констатирајќи дека се работи за сериозно тешка здравствена состојба, но официјална формална понуда за цената на чинење на лекувањето во болницата во Гисен, Германија, не беше доставена до ФЗОМ. Повторувам, понуда никогаш не добивме од болницата Гисен во Германија. Од тука, најстрого ги демантираме сите шпекулации во јавноста дека лекувањето во Германија чинело 200.000 евра. Од друга страна, прифатената понуда од Универзитетската клиничка болница од Гази Осман Паша од 145.000 евра и одобрените трошоци за санитетски авион го опфаќаше целокупното лекување за временски период од 150 дена. ФЗОМ има документација за секој чекор од оваа постапка и јавно и транспарентно ви стоиме на располагање за секоја информација.
Сите законски процедури кои постојат во ФЗОМ беа целосно запазени и почитувани во овој случај. Посебно земејќи предвид дека се работеше за дете со висока итност за лекување и многу тешка здравствена состојба. За жал, трагедијата не успеавме да ја избегнеме.